Само 7% од анкетираните студенти се изјасниле дека биле подложни на корупција за време на студиите. Најчесто се соочуваат со проблеми од типот на закани при полагање на испити. Ова го покажуваат анкетите при работењето на проектот "Ке има ли свиркачи на универзитетите?". 513 испитаници дури и не знаат дека постои закон за укажувачи за спречување на корупција, па дури и оние кои студираат право. Нашата идеја е да преку овој проект им помогнеме на универзитетите да формираат своји политики на поефикасно спречување со коруптивни практики доколку ги има, и нас не радува податокот што сите универзитети со кои што соработувавме беа отворени да не поддржат, ни дозволија да ја спроведеме анкетата и така лезните маши, што не води кон заклучокот дека има една критична маса кај универзитетите кои што би можеле да придонесат да се подобри оваа состојба во нашата земја. Законот е донесен пред 1 година, треба да се проучи и да се примени во пракса. И не само студентите, туку и вработените во високообразовните институции би требало да пријавуваат корупција. И сепак треба да се нагласи дека не се работи само за еден вид на корупција, туку постојат повеќе. И на пример, значи, можеби студентите укажуваат само на тоа што е директна корупција, на пример давање пари за испити и такви работи, а од друга страна, значи, можеби не се толку свесни за другите облици на таква корупција која што би се совпаѓала со проблемот на непотизам, со проблемот на врски и други работи кои што е многу по-широко опфатен во високото образование. Внатрешните правила на универзитетите се важни, каков е пристапот на самата институција кон корупцијата и дали има шанси истата да се пријави и спречи. Многу е важно да се укаже на тоа дека тие кои што водат институции на високо образование мора да реагираат при секој случај на корупција, истиот да го пријават и да се превземат законски мерки. Бидејќи ако истото се толерира, тогаш најголеми се шансите истата да не само да продолжи, туку и да се прошири. Истражувањето се спроведува во 4 универзитети, во Скопје, Битола, Штип и Тетово. Со завршување на сите тркалезни маси ќе биде изготвена публикација со конкретни резултати.